Јас сум Дамјан Кокалевски, архитект, урбанист, истражувач, кој што живее и работи во Цирих. Работам на факултетот за архитектура и моја главна тема на истражување е Скопје, односно паралели измеѓу реизградбата на Скопје во 60-тите години и денешната ситуација на Скопје. Видата темава ја почнав да истражувам во 2011 година, кога живеев во Јапонија и тогаш се правеше една поголема ретроспективна изложба за јапонските архитекти од 60-тите години, особено Кензо Танге. И некако и случајно влегов во тој тим на истражувачи кои што ги бараат тие материјали од студиото на Танге и свативме дека моделот за Скопје, односно планот за Скопје, не само овде кај нас, него и во Јапонија беше тотално непристапен, односно немаше никакви материјали нити во студиото на Танге во Токио. И тогаш се постави прашањето зошто не само нашата архитектонска јавност, него и светската јавност нема интерес во тој план, зошто не е во фокусот на архитектонските истражувања. И од тогаш почнав да работам на серија на текстови, на серија на интервенции, но и почнав да одам во поранешниот завод за урбанизам, во музеот на град Скопје и почнав да ги истражувам и да ги барам тие материјали. И нормално првиот заклучок е дека преку погледот на архивските материјали станува јасно кој е односот на нас како, да речеме, архитекти према нашата историја. Односно, сватив дека нашата историја не е цената. Тој период од Скопје буквално е некако абстрахиран и не е во фокусот на нашите истражувања како архитекти. Едноставно не беше тема на истражување скоро на нити еден архитект овдека. И едноставно сакав преку погледот на статусот на архивите, односно на архивските материјали, да даваме една критика исто на како тоа функционираат институциите. Значи како функционира една институција на музеј, една институција на завод за урбанизам и така натаму. И како тие институции можеме некако да ги ставиме повторно под знак прашалник или повторно да дадеме некоја идеја како би можеле тие институции да се променат за да стане материјата повторно жива, односно историјата да стане повторно жива. Скопје 2014 е пред се една карикатура на некоја си историја и кога се карикира нека историја, мислам дека е многу може да стане многу банално, било каква критика може да стане многу банална, бидејќи тој систем може само да ја абсорбира и да ја нормализира. И мислам дека тоа што за мене е најпроблематично со Скопје 2014 е моментот што почнува да се нормализира како некаков си факт и како некаква си реалност. И мислам дека нормално тука проблемот со Скопје 2014 е фактот што немаше некаков организиран, да речеме, момент на отпор према тој проект, односно тоа беше еден интелектуален вакуум кој се случи во тие години и се дозволи да се реализира нешто кое што на сите нас ни е страно. Така што од една страна не сакам да кажам дали ми се свига или не ми се свига Скопје 2014, бидејќи таа дебата секојдневно се води овдека и мислам дека таа не е тоа целта. Не е целта да кажеме дали ни се свига или не, него целта ни е да ги видиме кои се тие механизми позади фасадите на Скопје 2014 што дозволија да се случи еден ваков проект кој што сепак збори за националистички и популистички тенденции кои не се случуваат само во Скопје, него се случуваат во повеќе други европски градови. Гледаме дека во Берлин повторно се гради замокот од Пруското царство. Гледаме како изгледа овалната соба на Трамп. Значи тие тенденции нормално и во архитектурата се видливи скоро насекаде. Меѓутоа во Скопје тоа најрадикално мислам дека може да се погледне како национализмот и популизмот се преточуваат во простор.
Јас сум голем оптимист за состојбите во Македонија, особено за младите. Имав чест и задоволство во изминативе 5-6 години да работам со студенти и од архитектонскиот факултет овде и од архитектонскиот факултет во Цирих и направив неколку работилници и размени измеѓу тие два факултети. Тоа што сум сигурен дека и тоа што ми дава мене голем оптимизам е што мислам дека младите овдека размислуваат многу сериозно и многу трезвено за проблемите со кои се соочуваат. И мислам дека се доста спремни и се на некое си високо професионално ниво спремни. Зборам за нормално студентите со кои што ја имам работено од архитектонскиот факултет. Секако тоа што мислам дека е најважно за младите да може да просперираат овдека и да се чувствуваат комотно во оваа држава е под број 1 за мене функционирањето на институциите. Мислам дека се додека не ги доведеме институциите на некој ниво кој што ќе функционира по некој си европски стандард, мислам дека нема да може да функционираат нормално младите во општество. Значи институциите ми се број 1. Секако под број 2 е да се разбере дека мислам дека младите треба да разберат, односно да се скрши оној страф од непознатото и страф од тоа што е различно од нас, дали е тоа различен јазик, националност, маргинализирани гласови и така натаму. Мислам дека треба да се инсистира на плурализам и да се инсистира на моментот да бидат чуени што е можно повеќе различни гласови. А тоа пак се поврзува со функционирањето на институциите секако. Кога кажувам институции, мислам од универзитети до бирократски институции, до министерства, до невладениот сектор и така натаму. И секако трет, ако би можел да кажам, уште поважен и покритичен проблем за мене сега е нормална животната средина, загадувањето на животната средина. И мислам дека тоа е проблем што станува не само во Македонија, него на некое си светско ниво се поизразен и мислам дека следната борба ќе биде на тој фронт. И на крај нормално целото ова се врзува преку зголемување на стандардот на едукација, односно зголемување на професионалните стандарди во едукативните установи, од основно училиште до факултет и високо образование и понатаму. Јас не живеам во Македонија од 2005 година, меѓутоа проблематиката на Скопје и урбаните трансформации на Скопје ми е многу блиска. Скопје е мој град нормално и преку својата работа се навраќам постојано назад во Скопје. За мене тоа прашање дали треба да се остане тука или да се оди во странство, не знам дали би можел да го одговорам искрено, бидејќи јас сум еден што замина од тие што замина во странство, меѓутоа мислам дека моментот на заминување во странство мене ми дозволи да работам многу по-фокусирано на проблематиката на Скопје, односно мојот докторат исто се осврнува на таа скопска историја, поземјотресна историја. И сето тоа ми беше некако овозможено со тој момент на заминување од овде. Односно, за мене лично ми одговара таа позиција да имам една нога во странство, една нога тука. И јас не гледам некоја си трагична компонента во тој момент да се замине од Македонија, бидејќи и јас отидов со таа цел да заминам од овде, меѓутоа повторно се навраќам и се повеќе како поминуваат годините. Така да мислам дека е добро да се градат врски помеѓу надвор од Македонија и внатре од Македонија.